Европскиот младински олимписки фестивал 2025 е во полнек како најголемо спортско случување организирано во Македонија. Автентично обележje на фестивалот е официјалната химна, која праќа охрабрувачка порака до сите учесници. Химната ја изведуваат македонските артисти Александар Тарабунов, Сара Мејс, Давид Даниловски и Лара Иванова, а токму Сара и Лара го споделија своето искуство, истакнувајќи ја честа и емоцијата што ја носи учеството во еден ваков значаен проект. Навистина е чест и задоволство да се испее химната за ЕМОФ кој што се одржува во Скопје 2025 година, заради тоа што е еден баш голем момент, значаен момент за Македонија и на таков некаков начин е убаво да бидеш дел од представниците кои што ја испеале химната. И целата екипа, не само јас, туку Лара, Дади и Тара, мислам дека имавме супер енергија меѓусебно, дека супер се споивме и како гласови, и како карактери. Целиот процес беше навистина многу забавен, од самото снимање во студио до снимањето на видеото за химната и до целата дружба тука во Јане Сандански во недела на самото свечено отварање. Химната беше баш, мислам, не беше туку се уште многу убава, многу навивачка со доста мотивирачки спортски дух. Ја напиша Роберт Билбилов. Лесно ги поделивме партиите, некако секој си го зазема своето делче во истата и не знам што да кажам, освен дека е огромно задоволство, заради тоа што ваков настан не се случува често во Македонија. Во однос на самото отварање имавме повеќе проби и тука во Јана Сандански и претходно во Македонската опера и балет со Саша Ефтимова. Јас во однос на тој делот каде што отваравме со харфата самиот opening act, имавме и една кореографија која што јас и приватно многу сакам да танцувам, така што ми беше ептен убаво и задоволство. Целиот процес, дури и со балетот, и со Саша, и со кореографијата, и со се што требаше да се направи, пробите тука, стварно беше многу профи. Мислам, пробувавме и звук, и како ќе биде преносот преку вашата телевизија. Многу ми е мило што учествував во овој проект. Навистина нешто што не би помислила дека ќе се случи, поготово не таква интересна спојка помеѓу 4 артисти. На почетокот кога ме побара за да учествувам во химната, ми го кажаа целиот концепт. Уште не знаев точно кои ќе бидат другите артисти, меѓутоа знаев дека Роберт Билбилов ќе биде композитор на песната и знаев дека ќе биде сигурно нешто добро. Кога го слушнав демото, многу ми се допадна. Сватив дека секако секој ќе си има слобода да си се изрази како што си знае. Значи, текстот беше спремен, музиката беше спремна, но секако самата интерпретација на сите четворица артисти ни е различна. Така да Сара Мејс, Александар Тарабунов и Јанг Дади се одлични соработници и мислам дека во оваа песна имавме еден многу интересен спој на енергии, затоа што сите сме различни и буквално сите на свој начин си ја доловивме песната и мислам дека крајниот резултат беше баш онаков како што сите замислувавме и мислам дека сите бевме презадоволни од самата песна. Така да гледам дека и откако искочи песната, интересни реакции имаше, позитивни коментари на самиот настап во неделата. Беше преубаво, самата енергија успеавме да ја преточиме и во салата Јане Сандански пред публика, каде што, како да кажам, самата песна си доби живот. Со химната фестивалот доби свој препознатлив глас, современ, енергичен и визионерски, што достојно го заокружува ова исклучително спортско и културно доживување.